Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со проучување на првата глава од посланието до Ефесјаните. Во неа, апостолот Павле ја представува црквата како Христово тело. Бог Отецот го направи планот за црквата, а Бог Синот плати за црквата. Предходниот пат размислувавме за тоа како Синот ја откупи црквата преку пролевањето на својата крв. Ние христијаните сме откупени и веќе не сме робови на гревот. Библијата вели дека сите луѓе се робови на гревот, бидејќи не можат да живеат без да направат грев. Но, на крстот Исус ја плати цената за наше ослободување и секој кој верува во Него е вистински слободен од казната и силата на гревот. Во 1:7 Павле вели дека во Христос имаме откуп и простување на гревовите. Божјото простување е поинакво од човечкото. Кога луѓето простуваат, тие се согласуваат дека никој не треба да плати казна за направената штета. Кога Бог простува, некој мора да ја плати казната за штетата. Тоа е она што Христос го стори наместо нас. Зборот кој Павле го користи во овој стих за да го опише нашето откупување е навистина интересен. Сликовито кажано, тоа значи дека во Христос не откупи од пазарот за робови и не ослободи да живееме во Неговата љубов и волја. Таквото ослободување е достапно за секој човек денес. Ако се уште му робувате на гревот, сакам да знаете дека Христос може да ве ослободи, како од силата на гревот во сегашноста, така и од казната за гревот во иднина. Во Јован 8:36 тој вели: ако Синот ве ослободи, ќе бидете слободни на вистина. Сето тоа ни е достапно поради Божјата благодат, која е всушност благонаклоноста која ние незаслужено ја добиваме од Бог. Тој е оној кој прв не засака, а и од нас очекува да му ја возвратиме љубовта. Нашето општење со Бог треба да биде засновано на љубовта. Господ Исус рекол: ако ме сакате, пазете ги моите заповеди. Исус не рече: морате да ги пазите моите заповеди, бидејќи јас ќе умрам на крстот за да платам за вашите гревови. Туку, ако ме сакате. Тоа значи дека кога ја доживуваме Божјата благодат и љубов, од нас се очекува да ги пазиме Неговите зборови, да растеме во светоста и да му служиме. Ке споделам со вас една вистинска случка, која на соодветен начин ја доловува поентата што сакам да ја кажам. Во времето кога во Америка се купувале и продавале робови, на еден пазар во јужниот дел, некој човек продавал неколку робови, меѓу кои била и една девојка. Всушност, продавачот бил робовладетел и одлучил да продаде дел од робовите кои ги поседувал. Кога почнало наддавањето за девојката, таа намерно правела злобна гримаса, за никој да не ја купи. Помеѓу оние кои биле присутни на пазарот, имало и еден робовладетел кој се однесувал многу добро кон своите робови. Кога забележал што се случува со девојката, и тој се вклучил во наддавањето и успеал да ја купи. Откако ја платил цената, тргнал да си оди. Девојката трчала по него, и кога забележал дека е зад него, тој се свртел и рекол: што правиш? Девојката одговорила: Господине, вие ме купивте и јас сум ваша. Човекот одговорил: погрешно си ме разбрала. Не те купив зашто сакам да бидеш моја робинка. Те купив за да ти дадам можност да бидеш слободна. Девојката била шокирана и толку била благодарна од неговата добрина, што паднала на колена и му рекла: ќе ви служам додека сум жива. Тоа е основата врз која сме повикани да ја градиме службата и љубовта за Исус. Тој се даде за нас, беше подготвен да ја плати казната за нашите гревови и да ја пролее крвта за наше откупување. Тоа е единствениот начин на кој можеме да добиеме простување на гревовите. Секој кој ја прифаќа неговата жртва е повикан да го сака и да му служи. Тоа се главните начини на кои можеме да покажеме дека вистински ја прифаќаме и ја цениме неговата откупителна жртва. Ке ги прочитам стиховите 8 до 10. Покрај другото, тука пишува дека поради Божјата благодат ние добиваме мудрост и разум и ни е откриена тајната на Божјата волја. Таа благодат тој ни ја даде изобилно, заедно со сета мудрост и разум, откако ни ја откри тајната на својата волја според своето благоволение, што го беше положил во себе од порано во уредувањето и исполнувањето на времињата,
за да соедини се небесно и земно под една глава – во Христос. Овие стихови се навистина прекрасни. Павле вели дека во Христос ни е откриена тајната на волјата на Отецот. Но што значи тоа тајната на неговата волја? Минатиот пат спомнав дека во овој контекст тајната на Божјата волја не значи нешто што е сокриено од луѓето. Баш напротив, станува збор за Божјата волја која е поврзана со неговиот план за спасение, кој според тоа што го прочитавме досега, беше направен уште пред создавањето на светот. Во Новиот Завет има многу така наречени тајни и мистерии. Не знам колку се по број, но тоа што е најважно во однос на нашето проучување е дека најважната Божја тајна ни е веќе откриена во ликот и делото на Исус Христос. Од друга страна, има и многу нешта кои Бог не ни ги открил. Јас имам многу прашања и би сакал да му ги поставам еден ден кога ќе застанам пред него. Сосема е нормално луѓето да имаат прашања кои сакаат да му ги постават на Бог. Со оглед на тоа што поучувам од Библијата, неретко се случува луѓето да ми постават прашања кои засега не можат да му ги постават на Бог. Кога и да се најдам во таква ситуација, јас им давам до знаење дека еден ден Бог ќе им ги одговори прашањата на кои јас немам одговор. Да се вратиме назад, на тајната за која пишува апостолот Павле во стихот кој го прочитавме. Таа тајна е всушност оtelotворувањето, животот, смртта и воскресението на Исус Христос. Тајната е Новиот Завет и Евангелието. Важен аспект од овој стих е тоа дека тајната на Божјата волја ни е откриена само преку неговата мудрост и разум. Во Библијата пишува дека почеток на мудроста е кога човекот има стравопочет од Бог. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека без да има стравопочет од Бог, човекот не може да ја спознае мудроста, а и не може да го доживее откупувањето и ослободувањето. Знам дека ова може да звучи релативно едноставно, но тоа е начинот на кој Библијата ни ја представува мудроста, а и спасението. Но Библијата не повикува и да растеме во мудроста. Со други зборови, тоа значи дека откако ќе го добиеме спасението, можеме и треба да растеме во мудроста поврзана со светоста, односно со начинот на кој Бог очекува да го живееме животот. Последниот дел од стихот, Павле пишува за уредувањето и исполнувањето на времињата. Во некои од англиските преводи, наместо уредување, стои диспензација. И со оглед на тоа што се работи за контроверзен збор, сакам барем накратко да објаснам зошто некои преведувачи одлучуваат да го користат. Моje лично убедување е дека во Библијата е застапена идејата за диспензација. Пред некое време разговарав со еден познат библиски учител и тој ми рече: ми се допаѓа зборот диспензација, но се обидувам да не го користам од едноставна причина што многумина го мразат само зашто не го разбираат доволно. Иако сваќам што сака да каже, сепак јас го користам овој збор, бидејќи мојата цел не е да им ги кажувам на луѓето само нештата кои им се допаѓаат. Во посланието до Галатјаните, Павле пишува дека и крстот е навреда за некои луѓе, а сепак го проповедаме. Прво, сакам да кажам дека зборот диспензација не значи одреден временски период. Тоа е разликата помеѓу термините диспензација и доба. Некои проповедници велат дека сега е добата на Божјата благодат. Тоа се однесува на одреден временски период. Од друга страна, диспензација е поинаков збор. Може да се преведе на неколку различни начини. Некои преведувачи го преведуваат како ред, други како уредување и слично. Што значи овој збор, кој некои луѓе го сметаат за опасен? Старогрчкиот збор преведен како уредување е зборот икономија, од кој се добива зборот економија. Иако зборот економија денес најчесто се користи во контекст на бизнис и финансии, сепак неговото изворно значење е ред или послободен превод би бил начин на водење на нештата. Ако на англиски кажете домашна економија, тоа не се однесува само на финансиите, туку и на начинот на кој се води домот во секој аспект од неговото функционирање. Пример. Неретко се случува во едно семејство сопругата да биде задолжена за водење на домашната економија. Ако таа одлучи дека денес за вечера ќе има граф, а во недела за ручек има печено пилешко месо и компири, тоа е дел од домашната економија, односно начинот на кој таа го води домот. Тоа е домашна економија.
Постои и политичка економија. И тоа е нешто кое студентите на политички науки го учат на факултет. Политичката економија се однесува на начинот на кој политичарите кои се на власт ја водат државата и нејзините ресурси или во начинот на политичкото уредување на една држава. Например, во Англија политичката економија се одвива на поинаков начин отколку во САД. Не велам дека едната форма на политичка економија е подобра или полоша од другата, но само сакам да кажам дека двете држави имаат различен пристап. Што е диспензација? Диспензација е нешто што се вклопува во одреден временски период, но само по себе не е временски период. Диспензација е начинот на кој Бог действува во одреден временски период. Например, Бог действуваше на еден начин во Едемската градина со Адам и Ева, но денес во 2023 година действува на поинаков начин во Македонија. Тоа не значи дека Бог се променил, туку дека одлучува да действува помеѓу луѓето на поинаков начин. Истото може да се каже дури и за начинот на кој Бог действуваше во одредени периоди опишани во Светото писмо. Например, неговиот начин на действување во Стариот Завет се разликува од тој во Новиот Завет. Бог е ист, неговата природа не се промени, но формата на неговото действување е променета. Но дури и тогаш кога Бог действува на различни начини во различни периоди од историјата, тој има една цел, а тоа е да ги спаси луѓето. Од друга страна, начинот на кој ние луѓето му пристапуваме на Бог се разликува. Например, и Авел и Авраам му принесоа на Бог животно како жртва, а во Божите очи тоа беше правилна постапка. Ако денес вие однесете јагне во црква, сигурен сум дека луѓето ќе сакаат да го издадат, но од Божја гледна точка нема потреба да принесувате жртви. Зошто? Бидејќи Христос веќе се принесе како жртва за нас и нема веќе потреба за нови жртви. Денес Бог действува под поинаква економија, односно поинакво уредување. Во стихот за кој зборуваме, Павле исто така пишува и за исполнувањето на времето. Иако нема многу време да го коментирам тој дел од стихот, сакам само да напоменам дека во Светото писмо јасно пишува како Бог действува според својот распоред. Тој го прати Христос тогаш кога се исполни времето за тоа. А кога ќе се исполни времето, тој ќе соедини се небесно и земно под негов авторитет. Во Евреите 2:8 пишува: а кога се му подчини, ништо не му остави неподчинето. Но сега уште не гледаме дека се му е подчинето. Како што можете да забележите, тоа е друга диспензација. Ние денес не гледаме дека се е подчинето под Христовиот авторитет. Но доаѓа ден кога ќе се случи тоа. Доаѓа ден кога секое колено ќе клекне пред него и секој јазик ќе исповеда дека Исус Христос е Господ. Тоа е нешто кое Бог ни го открил во минатото, но ќе се случи во иднината. Преку апостолот Павле, Бог ни кажува дека неговата главна цел за иднината е се земно и небесно да биде подчинето под авторитетот на неговиот син Исус Христос. Не треба човек да е многу паметен за да забележи дека земјата и небото се водат според сосема различни принципи. Земјата се води според принципите и правилата на луѓето, а небото според Божите. Кога велиме да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, ние всушност копнееме по денот кога Христос ќе го воспостави своето царство и ќе владее над се. Бог ветил дека тој ден доаѓа, и јас со нетрпение го чекам исполнувањето на тоа ветување. Ќе го прочитам стих 11. Слушнете што пишува апостолот Павле во врска со нашето спасение. Преку него ние бевме избрани за наследници, однапред определени според одлуката на оној кој врши се според волјата своја. Бог не награди со духовно наследство. Со тоа тој ни дава нешто што не сме го заслужиле. Колку е дарежлив нашиот небесен Отец. Павле вели: преку него ние бевме избрани за наследници. Тоа е една од главните цели кои Бог ги постигнува преку спасението. Сака да не направи наследници на царството кое еден ден ќе биде воспоставено на оваа земја. Но важниот момент во овој стих е дека спасението е преку него, односно преку Христос. Во Римјаните 8:17 Павле пишува: а ако сме пак чеда, ние сме и наследници, наследници на Бога и сонаследници Христови, но само ако со него страдаме,
да со него и да се прославиме. Ова се навистина прекрасни ветувања дадени во писмото. Во 1 Коринтијаните 3:21-23 Павле пишува: И така, никој нека не се фали со луѓе, бидејќи се е ваше, било Павле или Аполос, или Кифа, било светот или животот, или смртта, било сегашното или идното, се е ваше. Вие пак сте Христови, а Христос Божи. Ваквите ветувања во Светото Писмо ми причинуваат особена радост. Толку сум возбуден што ми доаѓа да станам од столчето и да почнам да скокам од радост. Павле вели: се е наше. Ако Христос е наш, тогаш се е наше. Бог ни го даде најдоброто со тоа што го прати Исус на овој свет. Не само тоа, туку еден ден поради верата во Исус ние ќе го наследиме Божјото царство, кое за разлика од царствата од овој свет ќе трае вечно. Не знам за вас, но поради сите нешта кои Бог ги направи за нас, мене ми доаѓа да викнам и воскликнам од радост. Тој не предопредели да уживаме во неговите благослови. Бог никого не предопределил за вечна пропаст. Предопределувањето се однесува само за оние кои ќе го наследат царството. Но сакам да знаете дека и вие можете да бидете дел од таа група луѓе. Немојте да мислите дека ова ветување се однесува само на некои духовни елити. И вие можете да бидете наследници на Божјото царство. Ова се навистина прекрасни нешта кои Христос ги стори за нас. Преку неговата смрт и воскресение, тој ја плати потребната цена, за да ја откупи црквата. Јас му припаѓам, бидејќи тој плати за мене. Никој не може да ме одвои од него. Тоа е неверојатно. Сега доаѓаме и до третиот дел од првата глава. Но овој пат нема да имаме време да го обработиме. Станува збор за улогата на Светиот Дух во црквата. Бог Отецот го испланира постоењето на црквата, Бог Синот плати за постоењето на црквата, а Бог Светиот Дух ја заштитува црквата. Како што можете да забележите, црквата му е навистина важна на Бог. Всушност, сметам дека Божиот план за црквата е најважниот план поврзан со постоењето на човештвото. Сите ние правиме планови во однос на многу нешта, но нашите планови се поврзани со нешто привремено. Луѓето кои денес живеат и планираат нема да постојат за 100 години. Но Божиот план ќе продолжи и ќе се исполнува во секоја нова генерација, се до крајот на светот. Зарем не ви е мило за тоа? Ако сакате, и вие можете да бидете дел од неговиот план. До следното проучување, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.